време за вести на македонската телевизија. Шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен попладне доаѓа во Скопје. На средбите со државниот врв се очекува реафирмирање на поддршката за членство во Унијата. Наша стратешка цел останува членството во европското семејство, но како што вели премиерот Мицкоски, со зачувано достоинство. По поддршката од Брисел, Македонија отвора Национален центар за вештачка интелигенција Везилка. Милчо Велски. На средбата со шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во Скопје, премиерот Мицкоски очекува реафирмирање на позициите дека наша стратегиска цел останува членството во Европската унија, иако како што потенцира во изминатите 25 години како да го изгубивме образот чекоречи по тој пат. Шефот на владата бара конкретни чекори од Брисел. Се надевам дека ќе има испорака и од страна на Европската унија, за да малку барем го зачуваме образот пред да влеземе, затоа што со изгубен образ и достоинство ниту на нив нема да им вршиме работа, а оваа влада нема намера повеќе да губи од достоинството и образот. Македонија отвора свој центар за вештачка интелигенција. Експертите и студентите ќе може да ги користат домашните ресурси. По најавите од фон дер Лајен, еден проект добива нашата држава, а еден проект Србија. Проектот на Министерството за дигитална трансформација во соработка со Фејт и Финки, а заедничкото конфинансирање вреди 5 милиони евра. Сега можам да објавам дека ќе отвориме фабрики за вештачка интелигенција и во Западен Балкан. Ќе започнеме со 2 фабрички антени во Северна Македонија и друга во Србија, како дел од поширока иницијатива за вклучување на регионот во технолошкиот развој на Европа. Прво и најзначајно за нас е градење на македонски јазичен модел, голем јазичен модел, иако веќе постојат примери и на Финки и на другите факултети и универзитети на развој на јазични модели, но тие се помали и тој пристап не е системски, туку повеќе бил научен. Сега одиме кон системски пристап на полнење и хранење на тие јазични модели со доволен квантум на литература. Европската комисија најави проширување на програмата фабрички антени за вештачка интелигенција во 7 земји членки и 6 партнери на Европската унија, меѓу кои Македонија. Словачка останува силен поддржувач на македонските евроинтеграции. Порака од председателот Пелегрини. Порача дека членството не треба да се обременува со политички спорови. Македонската председателка Силјановска Давкова е за диалог со Бугарија, но со аргументи и со факти. Постојано се појавуваат нови услови и искрено ЕУ прави голема грешка, затоа што ЕУ не може да ја изгуби оваа динамика. Ако изгуби оваа динамика, тој ќе биде затоа што се однесува како и порано. Се уште немаме одговор на прашањето кога вашата земја ќе се приклучи кон ЕУ. ЕУ ризикува со овој процес. Ние, како Словачка, сме на ваша страна и ќе ве поддржуваме на сите можни начини. Многу ме радува што обајцата делиме став дека проширувањето мора да се темели на копенхагенските критериуми од кои не треба да бегаме. Значи да е засновано на заслуги и да е засновано на резултати. Да не зависи од дополнителни и рационални политички условувања кои што на некој начин го узурпираат процесот на евроинтеграцијата. Во Брисел состаноци на Северноатлантскиот совет на НАТО на ниво на министри и за одбрана и на контакт групата за Украина. Македонската делегација предводи министерот Владо Мисајловски. Во фокусот имплементацијата на обврските договорени на самитот во Хаг во јуни и зајакнувањето на подготвеноста на НАТО за справување со безбедносните предизвици. На состанокот на контакт групата министрите ќе разговараат за континуираната поддршка на Украина во контекст на најновата иницијатива Листа на приоритетни потреби на Киев.